девојката нема да ја донесеш овде. Исто така не сакам да доаѓаш додека си со нејзе. А јас ке продолжам да живеам како да си се уште на фронтот. Прости ми, мамо. Не. Се да ти биде простен. Почивај во мир, мамо. Јас каде и да одам го носам огнат со мене. Јасев беше во право. Овој оган уште одамна падна во ова место, Сеид. Ти направи се што требаше. Осман каде? Осман! Осман! Осман!
успеав да ги спасам. Ја успеав да ги спасам. Господи. Сехер Калфа, каде се другите? Каде се другите, те прашав? На господицата Татја многу и се слоши. Тргнаа да најдат лекар. Шула. Шула каде? Оди си. Оди. Прости ми, бато. Простено ти, ама никаде не одам, тука останувам. Мама и тато ти... Ти прости ја да знаеш. Да не ги мислиш. Одам да го најдам Осман. Многу да сакам. Немој да се грижиш, се ќе биде добро, во ред? Малце понапред треба да е воденицата. Потоа е куќата. 10 минути пат, потоа е чифликот. Вие продолжете. Каде е куќата на лекарот? Одете право и ќе излезете на една полјана и продолжете десно. Благодарам. Ајде. Ајде. До тука Османе минов. Симни се од коњата.
Ајде, дојди, ајде! Уби ми мене, ајде! Вие губивте брат ми. Губивте мајка ми и татко ми! Оваа крвна освета денеска ќе заврши овде. За жал не успеа, Миша. Предавник. Ме измачи многу, но никако не успеа да ме убиеш. Секој пат ти бегав од рака, но јас нема таа грешка да ја направам. Истовремено ти обожавам блискоста кон Сеид, но тој те прифати како предавник. Дали си свесен дека твојата добрина те уби? Зошто, Петра? Зошто? Кажи ми е причината за предавништвото. За да не умрам како питач на нозете на бунтовниците. Јас секогаш бев од страната на победниците, Миша. Моите идеи не се како твоите или како на Сеид. Кога и дајсите ќе дознаат дека си предавник. Ниту еден мрак нема да ти го покрие предавништвото. Збогу, Миша. Осман? Осман! Каде ги најдовте овие сандаци? Ги најдовме таму. Треба да ги внесеме внатре. Ајде, ајде побргу. Значи дека го фатиле Петро. Бато! Бато! Осман! 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 Миша! Миша!
Миша губи Сеид. Миша! Сеид! Немој! Осман. Осман. Не можев да го спасам. Не успеав да го чувам, брати. Бато. Осман. Издржи, издржи, синко, издржи. Немој, не мачи се. Во ред, престани. Не се заморувај, не зборувај. Ќе те спасам, ти ветувам. Градот е многу близко. Ајде, Борго, таму ќе најдеме доктор. Ајде. Вие одете, Сеид. Спаси го Осман. Нема да умреш, ти ветувам, нема да умреш. Шула, чекај, застани. Врати се. Сид! Исмаил ме донесе овде. Шула. Ќе се спаси. Ќе се спаси. Јас ќе го спасам. Бато! Добро утро. Добро утро. Во Алушта повикот на оџата не се слушаше толку. Тука гласот доаѓа од сите 7 рида. Прекрасна магична хармонија.
Така е, ова е магичен град. Пак зборуваше во сон? Да, пак го сонував синот на Махмуд. Значи бил убав сон. Може би веќе почнал и да зборува, кој знае? Ако е се уште жив. Сеид, не зборува вакви работи, нормално дека е жив. И Махмуд, и Хава, и моето семејство, и Джелил, и Петро, сигурно сите се живи. Што зборувавме? Нема да веруваме во лошо, сите ќе бидеме заедно. Јас верувам во ова и сакам да верувам. Хајде да се подготвиме, ќе одиме до конзулот. Да провериме дали во Истанбул имаме некој познат човек. Додиме. Ајде. Осман! 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 Издржи, не мачи се. Ќе биде се во ред. Ќе те спасам, ти ветувам. Додека народот бега по сигурните градови на Анадолија, од Црно море со бродови доаѓаат голем број луѓе наречени бели бегалци, бегаат од руската болшевичка револуција. Белите бегалци. Сигурна сум дека и моите се во еден од тие бродови. Дај Боже, душа моја. Хајде да излеземе ако си подготвена. Добро. Торбата да не ја оставаме тука. Сите наши работи се внатре. Да, и јас би сакал да биде со нас. Ама знаеш, и надвор не е толку сигурно. Ама имаш право. Треба да ја чуваме. Ќе ја земам јас. Кој е? Отворете, господине Сеид. Јас сум Испет, директорот на хотелот. Ке ве замолам ако може да ја ослободите собата. Зошто? За жал, ке имаме нови гости, англичани. Зато морам сите соби да ги испразнам. Што зборувате вие, господине? И јас сум уштерија во хотелот. А јас не останувам како тие, бесплатно во хотелот. Јас оваа соба ја платив однапред за цел месец. Парите ќе ви бидат вратени, ве молам, не ме ставајте во лоша ситуација. А лиштата ќе ви бидат кај мене. Ќе ви ги дадам кога ќе се снајдете. Што е? Што се случува? Нема никаков проблем, ве молам, јас се сам ќе решам. Што ќе решите вие, господин Исмет? Како ќе решите? Ова е голема срамота. Јас оваа соба ја платив вчера. И оваа соба сега е моја, и точка. Сеите, молам, не се Не меше се, Шула. Ве молам, господине, во многу лоша ситуација сум. Ве молам. Вашите гости нека најдат друго место за останување. Да, оваа соба е многу добра. Што правиш ти? Оваа соба е за фата. Жалам, но морате да ја ослободите. Овој хотел е еден од нашите седишта. Се додека нема нови закони, вие странците сте наши гости, а не на турците. Ме разбирате? И јас сум турчин. На вистина? Јас ви давам 15 минути да ја ослободите собава. Никаде не одиме. Јас не ве замолив да си одите, туку ви наредувам да исчезнете за 15 минути. А јас викам не може. Сеид, те молам, дајде да си одиме, те молам да одиме. Ве молам да не ја плашиме повеќе, госпоѓава. Ајде. Ниту еден војник не треба да се фали со своето оружје.
Условите може да се променат, да знаете. Истото тоа оружје некогаш ќе биде свртено кон вас. Не заборавајте. Сеид, не би се вратила таму ни заради куферите. Ме слушаш ли? Овие луѓе се неразумни. Како можеш да излезеш пред пиштолот? Што ќе се случиш ако тој пукнеш? Јас познавам кој е кукавица преку очите, Шула. Сега одиме до конзулатот. Што ќе правиме ако русите го испратиле твоето име овде? Што ако веднаш те уапсат? Што тогаш? Повелете вечерва гостува најпознатата балерина на Болшој Конзулот е уште по театарот. царска наредба. Револуцијата не им е позната. Несигурна сме. Јас веќе никому не верувам. Најпознатата балерина на Русија, сега веќе во Истанбул. Повелете вечерва. Повелете да ја гледаме најдобрата балерина на Русија. Прима балерина. Не пропуштајте ја спектакуларната изведба. Најпознатата балерина Марина Петрова на Болшој театарот. Повелете, никако немој да ја пропуштате спектакуларната изведба. Повелете, повелете. Нарман Лијан, ова е. Пристигнавме. Сите овие или се познати балерини или познати пејачи. Деда Бинас, ти не треба да не жалиш. Види, од секоја страна сме обиколени со душмани. Не ги гледај. Сабри, ти не се оддалечувај, не се губи. Оди побргу, Добро. ајде. Види колку многу народ. Сите си ги бараат роднините. Да. Значи, навистина им помогнале на луѓето. Господе, помогне да ги најдем родителите, те молам. Јахја ми рече да купиме штов за тебе. Ајде, ќе одиме дотаму и ќе купиме. Деда Бинас, не сакам јас такви работи. Не ми е потребно да се крои нов фустан, да не се потрошиме. Не можеш ти да одлучиш за тоа. Како ќе каже мажот ти, така ќе направиме. Ајде, од тука. Сабри, не се губи, дојди пред мене. Добро е, ве доаѓам. Ти продолжи да ги бараш во оваа листа. Јас ќе одам да ги побарам таму. Добро. Ве прашувам каде е местото кај што се прават забави. Јахја еве дојде. Јахја, разбери се со нив. Штом ќе излезете од хотелот, свртете веднаш десно. Секоја улица ќе ве однесе до тунелот и ќе ви се појави главната улица. Значи десната страна е позабавна. Да. Има убави ресторани и чалги. Ти благодарам, Јахја. Нема проблем. Јасно ти. Еј, полека, чичко Али, што правиш? Уште те пипка со раката. Не ми е јасно како се воздржуваш со овие говеда. Ти си голем човек, Јахја, така да знаеш. Мораме, бујче. Ако сакаме да си го продолжиме животот, ќе мораме. Ти благодарам што излучи музиката.
Не им е доволно што ни окупираат целата земја, уште и со нивна музика сакаат мозокот да ни го исцрпат. Кучиња едни. Аман веќе. Има ли некој други? Низ улиците нема асален човек. Сите се движат како луди. Тетко Бинас, луѓето немаат пари. Кој би излегол од дома да се шета? Да Бинас и да ти ги узида? Ти благодарам, Керко. Ние за кефли излеговме. Оф. Дојди, Јахја, види што купивме. Пешкири за сите соби, волна, јаже. За децата купивме долна облека и се друго. Се што ни треба. Ви благодарам. Дали сакате чај? Ако не ти е тешко. На чичко Јахја ништо не му купивте? Како да кажам, него му купивме штоф за да си скрои фустан. Овде никој не знае како да каже. Сабри. Нели е подобро чичко Јахја да си оди без фустан? Безобразен. Дојди тука. Не мачи се, јас средив работа. Повелете. Ти благодарам. Тешко ја убедив Ѓузиде за да ја купиме штоф за фустан. Со среќа нека е за убави денови да го облечеш. Господ нека ве благослови. И убавите денови ќе пристигнат, дај Боже. Добар ден. За добро нека е. Добре дојде, Галип. Добро ве најдов. Ги заврши работите? Да. Дојди. Што? Што? Да ги однесеме од тука овие работи пред да се извалкаат. Навечер оди до пристаништето. Кога ќе се вратат рибарите, барај го бугарот Садик и прашај го кога ќе започне товарењето. Добро, бат. Англичаните цело време не проверуваат. Многу е тешко да ги извадиме оружјата од хотелот. Тие се наоколу. Мора да внимаваме. Ќе мора нешто да измислиме. Разбирам. Ајде, оди си. Чекам абер од тебе. Добро. Пардон, се извинувам. Шла. Ги најде, знам. Аркадиевците се овде, комшиите од Крим. Ние со години се знаеме со нив, многу добри луѓе се. Многу ќе бидат среќни кога ќе не видат, ќе видиш. Многу убаво. И јас најдов познати. Како тоа? Кого? Бароницата. Била во првите бродови. Ама, чекај, како? Тати уште тогаш ми кажа дека бароницата ја напуштила државата. Да, од брод што тоне прво глувците бегаат. Ворец, ајде ние да ги најдеме аркадиевците. Ти продолжи да бараш по овие листи. Добро. Како и секогаш, не сакам да фали ниту влакна од масата. Откако ќе си одат од тука, сакам да бидат пијани од вечерата, а не од алкохолот. Офицерот и италијанското аташе нека се дружат. Јас ќе седам спроти нив, а полковникот до мене. Господја? Колата ве чека надвор. Што да им кажам? Нека чека. Вие продолжете овде, а јас ќе бидам во Сарео Долма Бахче. Не знаеме каде ќе бидат сместени бродовите. До крајот на вечерта чекам информација од тебе. А зарем до сега не ви ги носев? Без твоите информации двајцата ќе изгубиме. Не би сакал ова убавина да биде затворена во Зандана. Види, знаеш дека нема да дозволам да те убијат. Но ако не издадеш, ќе патиш. Знам дека вие немате верба во мене, но јас ја сакам земјава. Повеќе од вас сакам да ги избркам англичаните од овде. Немаш друг излез, Лола.
Што ако и во овој хотел се случи истото? Конзулот кажа дека овој хотел имал гости од Крим. И газдата исто потекнувал од Крим. Утре ќе одам да ги земам нашите јалишта. Јас веќе некои јалишта земав со себе. Ајде, оди. Нимахат? Не го забораве ова. Секогаш нешто заборавате. Внимавајте друг пат. Ајде, влези. Шереф хотел. И сепак е близко до конзулот. Ти сега оди прашаја мама Бинас дали е готово јадењето. Пред овие кучиња да заврше со јадењето, јас сакам да јадам. Добро, веднаш. Стој, Сабри. Оди викни го Јахја, ни дојдоа странци. Добар ден. Сабри, врати се, овие биле наши. Добар ден, повелете. Добро го најдовме. Ајде, повелете. Тука нема да имаме никакви проблеми. Не грижи се толку. Не мислам на тоа. Добро, на што мислиш тогаш? Многу чудно. И покрај се не можеме да ги најдеме нашите најсакани луѓе, но бароницата и тука ќе ни се појави. Жена што воопшто не сакаме да ја видиме. Барем јас така мислам. Господја, се извинувам што ви пречам, но дали ќе сакате да ме освежите со еден танц? Дали сте сигурни? Може би околу нас има и побави девојки. Барав, ама сите девојки веќе танцуваат. И јас вас ве очекував. Оружјата ќе ги предадеме на рибарите. Таму е несигурно. Таков фабер ми пристигна. Кога? Внимавајте, ве молам. Ај, Боже. Чекаме Абер. Тетко Бинас? Да. Тетка Бинас, сега нешто ми порача горе да не бидем ни многу ладно, ни многу топло. Знам. Тие се сакаат како да го отнале термометар. Јас ќе бидам горе, дадо. Јахја, се сретнали со новите гости и тие биле од Крим. Не сум ги видел, дадо. Јас ги сместив во хотелот. Една преубава бисерно бела девојка и еден многу згоден младич. Се приметува дека се аристократи. Сега сум навистина љубопитна. Од кој дел на Крим се дојде, не? Дај Боже да не донесат убави вести. Керко, воопшто не сакав да ги мачам. Забележав дека се изморени, цел ден шетале. Најверојатно ги барале своите роднини. Неколку дена ќе ни бидат гости. Ќе се запознаеме. Галип, ајде не стој таму, носи го ова горе. Добро, тетка Бинас. Дада Бинас. Од оваа пита да им однесеме малце на нашите нови гости, како добре дојде. Што мислите? Стави им неколку. Сигурно дека може. Може ли јас да им однесам? Керко, немој така.
Мажите нека носат. Ама те молам, тато. Навистина сакам да ги видам. И побрзо ќе им однесам. Да ги изедат барем топли додека се. Ајде, оди. Само не останувај предолго. Во ред. Стави 4 парчиња. Ајде побрго да не се оладат. Младичу, виното заврши. Веднаш вино сам. Каде? Но сам јадење. Да, јас ќе однесам. Остави, тетка би на среќа јас да однесам. Нема проблем, веднаш ќе средам. Здраво. Дај ми да ги видам овие убави очи. Шш, не плаши се. Остави ме. Што се случува? Јас сакав само да ја помогнам. Не се мачете. Добро. Со почит, господјо. Им носев пита на гостите од Крим. Ми рекоа да им однесам. Добро. Јас ќе те чекам. Ти веднаш врати се. Добро, чичко Јахја. Може би бароницата во писмото напишала дека ќе оди во Истанбул и може би таму објаснила како да стасаш до неа. Штета. Подобро да не го изгореше писмото. Воопшто не се грижам. Јас веднаш да ги собирам лиштата. Овој пат не. Повелете? Добро вечер, господине. Ова е од господин Јахја, газдата на хотелот. Жена му лично го направи. Многу ви благодарам, сте се измачиле. Ова е поздрав за добре дојдовте. На здравје, нека вие. Многу сте гостопримливи. Заблагодарете им се. Пријатно јадење. Ви благодарам, пријатна вечер. Остави ги овде. Ова се вика турско гостопримство. Колку се добри луѓето. И девојката е многу убава. Мирисан халушт. Сеид. Не сакам да бидам себична. Треба да тропнеме на секоја врата. Ако сакаш, дури можеме и бароницата да ја побараме. Не. Немој поради мене да ја пропуштиш таа шанса. Навистина го мислам ова. Сигурна сум дека таа има контакти кои можат да помогнат. Зошто би сакал да видам некоја личност која не сакав ни во Русија да ја видам? Бароницата дури од почетокот воопшто не беше во нашиот план. А и сега нема да биде. Договорено? Ти си знаеш, душа. Тогаш на здравје. Хајде. На здравје. Успеавме да преживееме поради вас. Кога моите пријатели се среќни, јас сум среќна. Повелете? Дали сте задоволни од вечерата? Се беше спектакуларно. Италијанско таташе, откако ќе го испие ликорот, ќе зборува сешто. Слушнете ги. Навистина, многу убаво. Повелете. На сите жени можете лекција да им одржите.
колку сте сладок. Кажете ми тогаш, уште колку планирате да останете овде? Ако не останувате долго, ќе се потрудам да не се преврземе. Долго ќе бидам тука. Ете сега сум срекна. Кога вие сте тука, се чувствувам сигурна. Многу ми е мило. Бродовите што пристигнуваат од Русија долго време чекале во пристаништата. Сите се жалат поради ова. Дознавте, нели? Да, дознавме, многу бродови пристигнуваат. Имаме недостиг на персонал. За кратко време тоа ќе се реши. Но сепак имаме многу работа со документацијата. Односно, во последниот брод јас имам двајца мои гости. Навистина? Да. Со денови чекаат внатре во бродот. Многу ќе бидам љубоморен ако еден од нив ви е многу близок. Вие немате причина да бидете љубоморни. Би сакала да се запознаете со Петро Борински, единствен син на една благородна фамилија. Го запознав во Крим, многу случајно додека барав едни други пријатели. И тој е на листата на луѓе кои треба да бидат убиени. Разбирам. Ако им помогнете да излезат побрзо од бродот, бидете сигурни дека ќе ве наградам. Ќе се потрудам се да направам. Воопшто не се сомневам. Петро? Петро? Штом седиш внатре, зошто ја заклучуваш вратата? Каде беше? Кај машинистот. Седевме заедно со пријателите. Пак се коцкаше, така? Имаа потреба од пари. Односно, уште имаат. Јас само им помагам. Не зборуве глупости. Ке ги изгубиш сите пари, Джелил. Не се мешај. Тие пари ќе ти бидат потребни, Джелил. Нема да ти дозволам да ги... Не ми се мешај на работа. Прибери се, ти реков. Прибери се малку. Цело време пиеш. Кога последен пат имаш јадена, се уништуваш. Дозволи ми да умрам. Не ми дозволуваш. Не ми дозволуваш да умрам, Петро. Остави ме да умрам. Остави ме да умрам. Зарем не видовме доволно смрт? Зарем не умреа доволно луѓе околу нас? Додека сме во Истанбул, јас имам потреба од тебе. Поради мене ки живееш. Прибери се малку. И така сме се уште на мета. Дури не стасаме во Англија. Ке бидеме во опасност. Уште не знаеме со што ќе се сретнеме овде. Имам потреба од тебе, Джелил. Не ме напуштај сега.